$400.000 евра за темелна реконструкција на пречистителната станица во Дојран, предвидени лани, се префрлија во буџетот за оваа година. Минатата година двата тендера пропаднаа поради поскапувањата и неусогласеноста на цените предвидени во тендерите. Градоначалникот Ангов вели дека вложувањата во пречистителната станица и колекторскиот систем ќе решат голем дел од загадувањето на езерото. Со усредување на колекторскиот систем исто така ќе ги надминеме другите проблеми од излевање на тие отпадни води на одредени делови каде што не се појавуваат секоја година. Со усредувањето на пречистителната станица ќе добиеме квалитетна пречистителна станица по европски стандарди. Тоа е и целта. Значи планираме не само реконструкција, туку и нов начин на работа на пречистителната станица која што ни ствараше огромни трошкови на месечно ниво. Значи со новата технологија која што е пософистицирана и помодерна, ќе направиме фактички пречистителна станица која што ќе ја обавува работата со поголем капацитет, но и со помал трошок на функционирање. Последните истражувања на квалитетот на водата во Дојран покажаа дека езерото во одредени периоди од годината достигнува лош квалитет на водата. Една од причините е присуство на бактерии од фекално потекло, а другата недостаток на кислород како резултат на присуство на растителна материја. Според Ангов, покрај прочистувањето по механички пат, со системи и багери на вода, езерото мора да се чисти и по природен пат. Пред се треба да го спречиме загадувањето. Пред се треба да го ослободиме езерото слободно да дише, да направиме одредени правила, а правилата ќе ги направиме со ставањето во функција на студијата за валоризација, која што е веќе предадена во Министерството за животна средина, менаџмент планот за управување кој што дава стрикни правила каде може да се гради, што може да се гради, на кој начин тоа може да се направи. Ќе имаме строги зони за забрана за било какви активности до езерото, односно во заштитниот појас од 50 метри од езерото, и низа на други активности кои што ќе ги подготват веќе вклучените експерти во подготовката на таа студија за валоризација и менеджмент план за управување. Најголемите проблеми со водата во Дојран се случуваат во лето, кога има наплив на туристи, па се надминуваат капацитетите на колекторите и пречистителната станица.